На денешен ден пред точно 20 години беше ослободено Тетовското кале, односно припадниците на безбедносните сили ги заземаа позициите на кои што дотогаш 10 дена претходно се наоѓаа припадниците од Дучека. Ова е прва ваква чиста воена победа на припадниците на безбедносните сили, кога со една сериозна воено-полициска комбинирана акција преку дводневни битки калето беше исчистено од припадниците на УЧК. Бев еден од оние кои што со првата група се искачи на калето како тогашен командант во посебната полициска единица. Она што го затекнавме овде можам лично да посведочам. Затекнавме неколку тешки митрлези со голем калибар, со кои што врз нас беше отворен огон претходниот период. Затекнавме многу автоматско оружје, рачни фрлачи на гранати, рачни бомби и останата воена опрема. Опремата беше расфрлана и по калето и во тунелите кои што се наоѓаат под зидините на овој потек. Верувам дека медиумите имате инсерти од оно што се случуваше во 2001 година, доколку некој нема на YouTube, го има документарецот изработен од страна на Достоинство пред повеќе од 10 години, во кој што во воведниот дел имате одлични инсерти токму од битките за Тетовското кале. Денешните генерации не смееме да ги заборавиме последните македонски борци, последните македонски војни, кои што пред само 20 години ја бранеа татковината. Ние, македонските брнители од 2001 година, сме живи, најголемиот дел и здрави до ден денес. За жал, некои од брнителите немаа среќа, некои загинаа, еден поголем дел беа ранети и уште поголем дел беа травматизирани. Како држава, државата има обврски да се грижи за брнителите, но и за семејствата на загинатите брнители, како и за семејствата и за самите војни инвалиди. Токму овој ден, кога извојувана првата голема воена победа од страна на македонските безбедносни сили, ние како Достоинство го предлагаме за Ден на македонските брнители и предлагаме секоја година на овој ден да се собираме во што поголем број за да го одбележиме овој ден. Денес не сме многу, бидејќи пандемијата во која што се наоѓа целиот свет и нашата држава не дозволува собирање на луѓе, но во согласот со протоколот за заштита, денес се собравме една мала група за да го одбележиме овој за нас македонските брнители голем ден. До сега одбележувавме претежно денови на кои што се загинати македонски брнители, но во иднина ќе се обидеме малку поголемо внимание да дадеме и на некои од нашите големи воени победи. Но целта на одбележувањето на овој ден не е да шириме омраза, не е да се сеќаваме на минатото, за да создаваме немир во сегашноста и лошо во иднината. Напротив, не само ние македонските брнители, туку сите македонски граѓани, и македонците и албанците, и сите останати, треба да се сеќаваме на војната од 2001 година и да со заеднички сили да се трудиме никогаш повеќе да не ни се повтори такво зло, бидејќи само мирот е тој кој што ќе овозможи благосостојба на сите македонски граѓани. Затоа, како Достоинство, повикуваме на продолжување на процесот на помирување, особено помеѓу непосредните учесници, а тоа се припадниците на македонските безбедносни сили, односно популарно наречени брнители и ветераните од УЧК. Процес кој што мора да биде заокружен со целосно помирување, бидејќи Македонија е наша заедничка татковина на сите македонски граѓани, без разлика на нивната верска, етничка, политичка или било каква друга определба. Во оваа прилика би сакал да укажам на апсурдното барање на Алијансата за албанците и Алтернатива, кои што бараат признавање на македонско државјанство со само 3 сведоци, нешто што е апсурд, нешто за кое што верувам дека го нема никаде во свет и нешто кое што може да нанесе штета на нашата држава, но не само во меѓуетничкиот баланс, туку нивната закана со поднесување на јадници амандмани со кои што ќе го блокират петиот пакет економски мерки, со кои што државата се обидува да помогне на најранливите категории граѓани, навистина ќе предизвика зло на сите македонски граѓани, не само на македонците, туку и на албанците и на сите останати македонски граѓани. Затоа апелираме до Алијанса за албанците и Алтернатива да не го блокират
сетот мерки, бидејќи овие економски мерки од тој така наречен пети пакет многу е потребен на македонските граѓани. Воедно во оваа прилика ги повикуваме организаторите на протестот по повод случајот Монструм да внимават и да не дозволат, како што беше случај досега, меѓу нив да се инфилтрират луѓе чија што задача е подпалување на меѓуетничката омраза. Извикнувањето на пароли и скандирањето УЧК, скандирањето Голема Албанија и други навредливи скандирања кон македонците не одат во прилог на меѓуетничкото помирување за кое што толку многу говореме. Затоа апелирам до организаторите на протестите по повод случајот Монструм да бидат внимателни, да не дозволуват скандирања на било каква содржина која што ги распалува меѓуетничките односи и лошо се одразува на меѓуетничкиот соживот во нашата држава. Правото на протест е неприкосновено, колку за нас да е абсурдно протестирањето, каде што протестантите протестираат против правосилни пресуди за убиство на деца. Но правото на протест е неприкосновено, колку тоа нам да не ни се допаѓа, но сепак повторувам, апелирам да нема навредливи скандирања, навредливи извикувања, изборови или навредлива реторика при давањето на изјави со кои што се подпалува меѓуетничката омраза. Во оваа прилика би сакал да ги повикам сите македонски граѓани, посебно македонците, масовно да излезат и да се попишат на престојниот попис. Ја повикувам и македонската диаспора, која што може од удобноста на своите домови да се попише. Пописот е статистичка операција, но во нашата држава тој има една друга димензија. Ние, како држава, треба да се трудиме сите граѓани, без разлика во колкав процент ги има во нашата држава, да ги уживат сите права. Но повикувањето за бојкот на пописот навистина може да предизвика далекосежни штетни последици во нашата држава. Опасноста од ковид не е оправдување за повикување на бојкот, затоа што ќе бидат почитувани сите протоколи против борбата со ковид, така што особено диаспората која што треба да се попише од дома, немат никакво оправдување. Да не се најдеме во ситуација, она што во 2001 година го браневме со оружје, дел од тоа да биде сега загрозено со една обична статистичка операција.